Токму така. А љубов е и тоа што го работи нашиот следен гост. Љубов кон традицијата, кон етното и кон тоа што е наше и вредно и треба да се чува. Во продолжение ќе зборуваме за една навистина интересна работа, еден мал, ама многу вреден етномузеј на Отворено. Ќе одиме преку разговор, но и со слика во струмичкото село Куклиш, за да видиме како изгледа етномузејот на Васе Ценев, кој што денеска е заедно со нас. Добар ден и добре дојдовте. Добре ни дојдовте во студио. Реков, љубов е тоа што вие го работивте. Започнавте една навистина интересна иницијатива, една интересна работа. Вашиот двор го претворивте во еден мал, меѓутоа навистина многу вреден етномузеј. Како започна приказката? Па вака, идејата е дамнешна. Сакав сите овие работи од минатото што ги користеле нашите предци, да ги изведам на површина и сето тоа да го ставам на едно место во овој дел од дворот, да ги поврзам тука со модерното денес, со фонтана што има таму во дел од дворот, бунарот и сето тоа од сето тоа да направам една слика, да го отсликам минатото на нашите во минатото, нели, како живееле. Такво така. Како ги наоѓате? Само да кажеме дека гледачите веќе може да ги видат инсертите, како изгледа сето тоа и како е уреден дворот. Од каде доаѓате до предметите? Дали сите се ваша собственост или ви даваат и останати луѓе? Па, како што кажав, имам мои работи и кога почнав да ги ставам сите овие работи таму во дворот, луѓето мои пријатели кои го видеа ова почнаа сами да ми нудат. Некој ми даде разбој, друг ми даде родајн, што го викам ние во Струмица. И така направив едно убаво каче за гледање и за уживање. И сега дали може би ќе се постави прашањето дали се уште може да се најдат вакви работи. Може и многу тешко е денес тоа да се најде. Сепак мислам дека се уште има во подрумите, во гаражите вакви работи. Еве јас сега од овде би кажал сите што имат вакви работи, а не им сметат, не им се потребни дома, нека ги донесат слободно. Тие работи секогаш ќе бидат нивни, а ќе бидат достапни за сите гледачи и тие што сакат тие работи нели да ги видат во живо. Вие се тоа го направивте од вашата љубов, нели, кон традицијата, кон фолклорот, меѓутоа она што е интересно, летово предизвикавте голем интерес кај многу наши сограѓани и веќе започна и да го посетуваат вашиот двор, па колку што знам и ученици од основните училишта беа ваши гости за да се запознаат со дел од македонската традиција. Уште на самиот почеток од тоа од кога го направив, првата мисла ми беше да почне учебната година и да одам кај директорката на школата во Куклиш, да ја запознам со мојата идеја и да ги донесе сите деца, сите ученици што се од Даме Груев во Куклиш, основното училиште, да ги видат овие работи. Бидејќи кај нас во Куклиш е осмолетка и тие деца не знаат ни што е разбој, ни што е драмоин, ни лост, ни останалите работи таму што ги има во дворот. И интересот беше голем. И навистина, кога дојдоа децата, имаше и интересни прашања. Се интересира што е ова, нели? Па некој ќе каже и ние имаме вакво дома. Убаво е што децата и треба од тие години, сега од мали години да ги учиме нови работи што веќе што не ги користиме, нели? Дали можеби имате некој омилен предмет од сите тие предмети што ги имате во дворот? Нешто со кое што ете така најмногу сте поврзани и ви е драго? Или можеби сите? Па добро си. На некој начин сите има некои работи што ме поврзуваат. Еве да кажем ковчезите, имам ковчези од мојата баба што се точно 100 години. Кревето што се гледа
Јас сум спил на тој кревет. Како дете. Тоа нема цена. Значи, тоа е всушност она што останува приказната што ја зборуваат сите овие предмети и верувам дека всушност тоа е и моќта на традицијата да и на тие предмети да раскажуваат приказна преку тоа што се тука и само што ги видиме. Што е најинтересно, бидејќи јас бев и лично го видов како е поставен целиот двор. Инаква е сликата од она што можеме сега да го видиме, доживувањето е многу поинако кога си во живот. Апсолутно, тоа сигурно е така. Треба да дојдам. На кај Струмица од минатата сезона доаѓам и никако да дојдам. Беше сега, гледачите не знаат, ама беше на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков. Предпоставам дека и се сретнавте со господинот Ценев, затоа што тој е вработен во Националната установа Центар за култура Антон Панов, ама ајде уште малку да позборуваме. Мене ме интересира една друга работа. Бидејќи станува збор за поставка, која што не е летно поставка, која што е и летнолошка, која што вие направивте, ама е неотворен. Дали тоа значи дека постојано, секој ден ги поставувате, ноќе ги собирате и колку внимавате на оние атмосферски влијанија? Да, колку се зборува за неотворено, тоа е најголемиот проблем баш за овие работи. Секој ден, јас после работното време кога ќе дојдам од работа, јас ги поставувам овде, па можеби некој се најави, сака да дојде да го види и после ова разгледување, јас сите овие работи па ги соберам, или тие што се осетливи. Додека овие разбои од ова вејалка што има голема, тие се покриват со најлон, заради да не се оштетат. И тоа ми прави задоволство. Значи не е обврска и не е проблем тоа што секој ден треба да ги поставите и да ги... Кога работиш некоја работа од срце и од душа, не представува никаков проблем. Па колку и да е тешка. Одлично. Што правиме сега? Ни доаѓа есенски период, најавуваат веќе од утре промена на времето, дождови. Каде, како ќе ги сместите, како ќе ги чувате? Па имаме една помошна просторија, каде сите овие работи ги сместам таму. Размислувам и во таа помошна просторија да некако да го тоа средам, па и во есенскиот дел или зимскиот дел после што доаѓа, сепак да ако некој дојде кај мене, да се види нешто барем од сите овие работи. Навистина инспиративна приказна и јас се надевам дека ќе инспирирате многу млади луѓе да ги гледаат овие предмети, да дојдат да ги видат кај вас и можеби да почнат да ги собираат истите. И она што е многу битно за сите оние кои што сакаат да ја посетат, може слободно во секое време и слободно и бесплатно, што е најважно. Да. Сега, не случајно ја зедов ова монографија во рака, освен за етно музеот на отворено, код браќа Минкови, Васе Ценев и председател на културно-уметничкото друштво браќа Минкови од Куклиш, кој што пред неколку месеци одбележа 50 години од своето постоење и ова е една од монографијата за јубилеот. Се надевам дека ќе имаме прилика да ги видиме вашите членови и овде во оваа емисија. Што значи да се обстојува едно културно-уметничко друштво во едно мало место како што е Куклиш. И она што е исто така интересно да им кажам на гледачите дека вие сте едно од ретките друштва кои што освен фолклор имате и драмска секција. Па да, како што не јавите, неодамна го прославиме големиот јубилеј 50 години постоење на култ браќа Минкови. Тоа се случи во хотелот Сириус со сите наши поранешни членови, основачи на друштвото, гости од збратимението Банатско Велико село, од Кикинда, Србија, вевчени со сите овие друштва кои што се работуваме тука во Македонија. Сето тоа таа вечер беше збогатен со една културно-уметничка програма која настапија нашите играорци. Во едниот дел и во другиот дел ветераните, кои имаме ветерани. И еве да би сакал сега да го поздравим и најстариот што ни е ветеран, 70 години е човекот, Трајчо Дмитриев, кој со сета желба дојде тој да игра, кој е еден и од основачите. Што се однесува до другото прашање, нели, дали ќе сакаме да дојдеме, дали ќе дојдеме,
Ние во Куклиш скоро 10 години од 2013 година сме без дом на културата. 2013 година нашиот дом беше опожарен и се до минатата година немавме дом. Од минатата година се започна со изградба на нов дом, кој се надеваме дека ќе биде во скоро време готов и да ги правиме нашите проби таму. Освен ова фолклорот, имаме драмска секција, кој познатиот наш глумец Борче Начев и од Куклиш. Токму тоа сакам да го покажам на Владанка, да кажеме дека и од малите места може да излезат и од малите студија големи актери, актерски мини. И таа вече на прославата беа овој театарскиот дел, да кажем така, професионално, нели? Беше збогатен со нивна програма на Борче Начев, Снежана Коневска и Софија Насевска Трифунова. Јас се надевам дека многу наскоро ќе имаме можност повторно да се дружиме, ама овој пат како председател на културно-уметничкото друштво Браќа Минкови, да им кажеме на гледачите дека оние тројца гледачи кои што денеска ќе се вклучат во нашиот квиз покрај стандардната награда ќе имаат можност да добијат и по една монографија од културно-уметничкото друштво Браќа Минкови од Куклиш. Вам ви благодарам многу што денеска ја споделивте вашата приказна заедно со нас и со нашите гледачи. Благодарам што бевте наш гостин денес. Благодарам, ми беше чест да бидам со вас.